Планини, езера, историја, добро вино и одлична кујна. Освен Охрид и Скопје, останатите убавини во земјава остануваат непознати за странските туристи. Па се отвора прашањето дали државата знае да ги понуди и да им ги продаде на потенцијалните посетители. Според универзитетскиот професор Љупчо Јаневски, Македонија и во 2026 година останува неконкурентна. Бележи просек од 2 ноќевања, што ја прави екскурзиска дестинација. Решение за ваквата состојба гледа во најавената национална стратегија која веќе доцнија, која треба да воспостави стандарди, соодветна понуда и инфраструктура. Ние тоа што требаме да го развиваме во нашата земја и тоа што го имаме, ние можеме да го набројуваме до утре, но ако тоа истото не го промовираме и не создадеме човечки ресурси кои што истото ќе го спакуваат во еден пристоен туристички производ, ние ништо не сме направили. Всушност, повеќе треба да работиме на повеќе полиња, сериозно да го сватиме туризмот и туристичката индустрија, кој што според некои мои одредени убедувања треба да биде 5 столови на македонската економија. Не сме доволно конкурентни со регионот, не сме создале доволно добри викенд пакети, но и атрактивност на самата дестинација. Дури и туристите од регионот не знаат за повеќе од Скопје и Охрид, а и главниот град го сведуваат на прошетка на плоштад или пазарење во трговските центри. Матка, аквадуктот и Козјак, меѓу другите, остануваат помалку посетени. У веćini slučajeva radi ili na jedno noćenje, eventualno 2, ili u sklopu zajedno sa Ohridom, pa se radi jednodnevni izlet do Skoplja. Za više dana ne znam da li bi bilo previše interesantno i ne znam šta bi se moglo još ponuditi da bi bilo interesantno svim putnicima. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков пред 10 дена на брифинг со новинарите порача дека се изготвува сеопфатна анализа од домашни експерти во консултација со сите учесници во секторот. Стратегијата Љутков очекува да биде готова до крајот на годината и конечно да го трасира туристичкиот правец на земјава. Овој стратешки документ се носи исто како и стратешкиот документ Стратегијата за култура се носат врз база на сеопфатни анализи. Значи, прв пат се прави толку долга и сеопфатна анализа и во делот на културата и во делот на туризмот. Бидејќи, кога ќе видите од претходните стратегии дека во делот на културата стратегијата има реализација 5-6%, а во делот на туризмот може би и 0% реализација, тоа сваќате дека ви е потребен поинаков пристап. Според експертите, Македонија треба да воспостави одржлив туризам кој би се протегал сите 12 месеци во годината со подготвена понуда за секоја сезона. Поразително е велат пред се што и домашните туристи бегаат на викенд надвор од земјава.